Златните визи за Дубај, селењето на фирмите и капиталот таму, како и епскиот криминал во ЕСМ за кој осумничен е директорот на Зоран Заев и СДСМ, бегалецот Васко Ковачевски. Ова е товарот кој на плеки ќе си го понесат социјалдемократите на предстојните локални избори и затоа ќе бидат поразени. Вака новинарот Бранко Геровски ги коментира последните анкети, во кои што речиси пола Македонија верува дека семејството Заеви и Венко Филипче имаат врска со милионскиот криминал во ЕСМ и имаат бизниси во Дубај. Геровски вели дека граѓаните не се недоветни и со право се сомневаат за вмешаноста на Заев и неговиот брат со Ковачевски во тендерите на ЕСМ. Исто така, според Геровски, на сите ни е јасно зошто служат златните визи и кој може да ги добие. Луѓето не се недоветни и лесно ги поврзуваат нешката. Мислам, апсолутно невозможно да не го поврзате Ковачевски со Заев. Апсолутно е смешно да ги поврзате 20 браќа Заеви. Лидерот на една партија има резервна опција да има златна виза во џебот. Тој што има златна виза во џебот, да смислува што да прави со неа, кај ќе живее, што да купи, каде да инвестира, тој реално многу не мисли на политиката, на Македонија, на евроинтеграциите и така натаму. Таа е реалноста. Во однос на рейтинзите на партиите и нивните лидери кои што се покажаа на последните анкети, за Геровски не е ни чудно зашто лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, има 5 пати поголем рейтинг од лидерот на СДСМ Венко Филипче, а ВМРО ДПМН би добила 7 пати повеќе гласови од СДСМ доколку се распишат избори. Граѓаните гледаат позитивно на политиките на оваа влада и на стратешкиот договор со Велика Британија, од кој што Македонија треба да добие подобра инфраструктура, подвлекува Геровски. Анкетата покажува дека генерално политиките на владата во овој период не идуваат на одобрување од граѓаните, од електоратот. Тоа се должи пред се, според мене, на една инерција. Владата е формирана пред нешто повеќе од година дена. Имаше потези кои беа релативно добри, го постигнаа чувството на луѓето дека се движи во подобра насока земјата. Не можеме да кажеме скроз позитивна, но ете во подобар е тој процент. На 3 месеци пред локалните избори, според последните анкети, владеачката ВМРО ДПМН и лидерот Христијан Мицкоски се во убедливо водство пред опозицијата. Во меѓувреме, ВМРО ДПМН веќе изгледа со кандидат за градоначалник за Скопје, кој е фаворит на скопјани и популарен меѓу народот. СДСМ пак се уште тактизира. Неофицијално, никој од СДСМ не сака да влезе во трката со Орце Ѓоргиевски, бидејќи според анкетите, тоа е однапред загубена битка.